Здраво, другари, добредојавте назад на мојот YouTube канал. Добредојавте во новото видео, односно влог, не знам. Денес одлучив заедно со мајка ми да правам некакви новогодишни божични колачиња. Никогаш претходно ги немаме правено, ниту јас, ниту таа. Знаете дека од време на време фурам некакви кукинг видеа, меѓутоа ова нема да биде типично кукинг видео, затоа што мислам дека е некако соодветно на атмосферата која претпоставам дека владее во вашите животи моментално. Таа веќе ги подготвува намирниците и смесата, како тоа се вика, така што пред да започнам ставете лайк и обавезно претплатете се на мојот YouTube канал со клик на subscribe. Се гледаме за брзо. Пред мајка ми да ја направи финално смесата, мислам дека би требало да го споделам со вас основниот рецепт. Ви требаат 2 жолчки од јајца, 10 лажички шеќер, 10 лажички млеко, ви треба 125 грама путер, една половина пециво и ви треба еден ванилин шеќер и брашно по потреба. Која е таа потреба, не знам, али генерално тоа е све што ви е потребно за овој рецепт. Така што, ајде да видиме како тоа функционира. Заборев да кажам една многу битна работа. За декорација пред све ви се потребни вакви модлички, модлици, како и да се викаат, и боја која е јестива. Така што, ете. Тоа кога ќе стигне на ред декорирањето, ќе ви покажам детали. Еве ги жолчките, одвоени од белките, и сега додаваме 10 лажици шеќер. 4, 5, 5, 5, 5, 6. Сега додаваме 10 лажици млеко. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво! Додаваме ванилин шеќер и додаваме пола пециво, како и да се вика. Сега се додава путерот у смесата. Се меша додека смесата да се соедини, така викаат на храна и вино. Сега се додава брашно, од прилика по посебно. Па не знам колку ќе треба. Хаос. И сега тоа чудо се меси, се прави така. Сега, драги гледачи, ја ќе ви покажам како треба, пошто вака треба да изгледа тестото. Еве, например, ја омилено ми е елкичка, звездичка и срце, иако ова не е звездичка, пошто имаш 6 крака, па мене. Океј, вака. Так. Ај ти ги вади, ја ќе стиска. Оп. Убаво ги засече. Да пробаме звездичка. Она што ќе ви остане, повторно го размесувате во една ваква топка. Зимате сукало. Чекај. Што? Добро. Зимате сукало и го разлекувате така. Еве како генерално изгледаат. И след тоа тавче иде у загрејана рерна на 180 степени. Опа! Идемо. Другари, само да ве апдейтирам дека у ваква вангла ставате една белка и ја матите со лимунов сок, добро, и ја матите со шеќер во прав, за да добиете некаква ваква текстура, вајде. И со тоа ги украсувате после колачињата. И со боите сега. Не знам дали уопште убаво ви се гледа што моментално правам, али направивме зелена затоа што имаме најмногу елки. И сега со четка треба да ги поминам сите овие елки со зелена боја, па после ќе ги украсувам елките. Стварно не знам како ова функционира. Бојата е прехранбена и се надевам дека нема да се отрујам со тоа што ја поише ги правам овие за украс отколку за јадење, реално. Може и да се проба, зашто да не. Мајка ми позади мене прави жолта боја и црвена, за тие срциња, за тие месечинки, за све остало.
Ајде вака од блиску да ви ги покажам прво елкичкиве. Еве и срцињава се готови. Од другава страна мајка ми импровизира нешто, покушава да направи некакви месечинки, звездички. И другари, еве финално да ви покажам како изгледаат моите колачиња. Сервирав само од елкичкиве, срцињава и ставив една звезда затоа што останативи искрено не ми се свиѓа. Таа боја што требаше да биде жолта излезе препортокалова, така што не личи на ништо. Еве пробав веќе една оваква звездичка. Океј, не се лоша на вкус искрено, али не е нешто што би го јадела нека по цел ден. И другари, овде некаде можам да го одјавам видеото. Искрено се надевам дека ви се допадна. Доколку тоа е така, не заборавајте да оставите лайк. Доколку се уште не сте претплатени на мојот YouTube канал, направете го тоа веднаш со клик на subscribe. Се гледаме веќе утре во исто време на исто место. Чао!